Ако Уставниот суд пресудил, јас немам што да правам освен да ја почитувам неговата одлука и на бизнисот да му вратиме 49 милиони евра, кои беа собрани со Законот за солидарност, изјави денес министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Мојот став во однос на солидарниот данок во моментот кога се воведуваше, го знаете и дека бевме против од многу причини. Сега, да ја зачекаме одлуката, нека не информираат. Наша должност како Министерство за финансии да ги почитуваме и спроведуваме законите. Што ја да кажам сега во овој момент, ако судот пресуди дека треба да се вратат парите, ние не можеме да избегаме тоа. Ние имаме обврска да ги вратиме. Значи јас морам да го почитувам законот. Што ќе значи тоа за буџет од 50 милиона сепак не се мало? Јас се согласувам, ама ево ова се резултатите од политики нестандардни и незнаење што се прави. Ево изминатите години за ова зборувавме. Ова е таа нестабилност која што ја правеше претходната влада, играјќи со персоналниот данок, играјќи со данокот за солидарност, и само имаме проблеми. Затоа и нема инвестиции, затоа што сега ги даваме парите, да ги обхрабриме инвеститорите, да им ветиме дека даночнава политика е веќе стабилна и предвидлива. Ова се резултати. Што за бизнисот значи одлуката на Уставниот суд во врска со Законот за солидарност? Голем пропуск што го направи владата тогаш таквото нешто. Не дека немаше логика законот, многу држави донесеа слични закони, но не може тоа да важи уназад која годината помина да ви отпосле донесе закони за таа година. Значи вие сепак сте задоволни со одлуката? Мислим дека е правично, да. Без разлика што идејата на влада за еден таков закон беше оправдана целосно, но треба се научат да пишуваат закони и да го почитаат уставот кога ги пишуваат законите. Законот за солидарност беше донесен во време на енергетската криза и се однесуваше на големите компании, кои имаа прикажано профит поголем од 10 милиони евра годишно.